Почитувани гледачи и слушатели, време е да направиме и преглед за тоа каква е состојбата во светот. Наместо овде во студиото, мојот колега Дејан Андоновиќ од дома телефонски треба да се вклучи, да ни каже какви се состојбите и што друго се случува. Дејан Андоновиќ, добро утро. Добро утро. Така, ние редуцирано работиме, токму затоа ти не си со мене во студиото како што се навикнати нашите гледачи, но тоа нема да не спречи да направиме онаа меѓународна анализа, а Британија ги затвори границите, земјотрес во Загреб, плюс од состојбата со корона, но прво сакам да те прашам за нашите соседи. Што е ново и како тие се справуваат со COVID-19? Како се справуваат со COVID-19, значи ако се земе во предвид дека апелот на Светската здравствена организација, пандемијата ги се застилува и потребни се поагресивни мерки, и ако се земе во предвид дека кинеските власти кои нели имаат најголемото искуство од каде што беше жариштето на коронавирусот, сметаат дека пандемијата би можела да трае 2 години и дека може да се спречи единствено доколку за 4 недели целиот свет запре, што е невозможно. Значи, тоа е нивната проценка. На Балканот нели се взимаат нови мерки за безбедност, се бројат нови жртви, се бројат ново заболени. Значи, имаме зголемување на бројот на смртни случаи, да кажеме, во Турција, нови 7 смртни случаи, уште 293 пациенти се инфицирани. Во Србија има тројца нови, значи тројца починати до сега и 249, Бугарија 11 нови случаи. Она што мене ми е интересно да го излачам како балкански манир на однесување, дури во време на една пандемија, е дека зголемен и бројот на заболени од коронавирусот минатата ноќ во Косово, вкупно 61 заразен, поради што косовската влада донесе нови мерки за спречување на ширењето на заразата, меѓу другото и ограничувајќи го движењето на граѓаните и приватните возила од периодот од 10 до 16 преку ден и 20 часот до 6 часот утрината. Но оно што е интересно е дека се конфронтира председателот на Косово Хашим Тачи, кој ги повикува косовските граѓани да не ги почитуваат мерките на владата на Албин Курти за ограничување на движењето. Нешто што само во балкански манир може да биде, бидејќи Хашим Тачи смета дека одлуката на Албин Курти е ограничување на движењето на граѓаните и кршење на правата и слободите на граѓаните, замерувајќи му дека тој треба прво да воведе воредна состојба, па потоа да донесува овакви мерки. Албин Курти за сега се разбира одбива да воведе воредна состојба и тука имаме едно чудно конфронтирање нели на една држава помеѓу претседател и премиер околу справувањето со коронавирусот. Оттаму и она непопуларно, би рекол Кристина, непопуларна анкета во светот која вели дека балканците најмалку се плашат од коронавирусот. Значи околу 70% од испитаниците во анкетата спроведена од Галуп сметаат дека е ова со коронавирусот малце предимензионирано и дека е премногу. Наспроти, ќе направам споредба 70% од европјаните кои сметаат дека коронавирусот е сериозна закана. Балканците сметаат најмалку се плашат веројатно и затоа што еве ние како граѓани на Балканот сме соочени со перманентни кризи, потаму и сметаме дека коронавирусот и не е толку многу страшна опасност ако се земе во предвид дека сме се соочиле и со нешто друго. Во секој случај ќе потсетам дека токму непочитувањето и потценувањето на опасноста од коронавирусот и не доведе до оваа бројка и оваа пандемија која тек до прво ми се чини според експертите треба да го фати пикот и да има нови заразени и нови смртни случаи. Дејан Андоновиќ, ти благодарам и за оваа анализа, за тоа каква е состојбата и во нашиот регион. Како што спомена колегата Дејан, во Косово властите и не се справуваат според очекувањата на граѓаните во услови на пандемија.
кога, како што спомена и доктор Митов, голем дел од државите се уште експериментираат за тоа на каков начин да се справат со коронавирусот. Најмалку што и треба на една држава е нејзините власти и челни луѓе да се препукуваат или пак да имаат разединети ставови за тоа како треба да го заштитат своето население.